Почитувани, во ситуација кога после цела една година помината во градоначалничката фотелја има реализација од 0% од изборните ветувања, единственото нешто кое им останува на неуспешните градски татковци е да присвојуваат туѓи проекти и да се кријат од граѓаните. Како класичен пример и единица мерка за неспособност, прилепскиот градоначалник Борче Јовчевски го направи и едното и другото. Најпрво, заедно со шпицниот градоначалник Христијан Мицкоски, сака да го украдат проектот за реконструкција на цевководот во местноста Пашовски ливади, за кои средства ги обезбеди владата преку ТАФ програмата. Истовремено, во изјавата дадена пред недовршената детска градинка во Точила, без и малку срам, Јовчевски и Мицкоски се обидоа како свој да го прикажат и проектот на претходната локална власт, предводена од СДСМ. Проект кој значи згрижување на 252 деца од предшколска возраст во нов објект граден според сите европски и светски стандарди за квалитетен ран детски развој. Како актуелен градоначалник и член на изминатиот состав на Општинскиот совет, која гласаше одлуката за изградба на градинката, обврската на градоначалникот Јовчевски да ја зборува вистината, барем кога е во прашање изградбата на детската градинка е двојна. За жал, Јовчевски покажа дека е обичен послушник на неговиот партиски шеф Мицкоски, на манипулаторот Мицкоски, кој е единствениот човек во државата, кој со своите розови очила во Прилеп видел градежна офанзива. За разлика од реалната слика која вели дека 12 месеци во градот не е поместен ниту еден камен, дека општината назадува, дека тоне во сивило. И не само што е јасно дека прилепскиот градоначалник ќе го преспие 4-годишниот мандат, без да реализира ниту едно од изборните ветувања, туку заради неговата неспособност до недоглед се одлага ставањето во функција на градинката пред која се сликаше. Истовремено, исклучиво по вина на Јовчевски, доцнат и проектите за кои владата обезбеди пари. Реконструкција на улицата Леце Котески, односно влезот во Прилеп од страна на Крушево во должина од 2 километри, како и изградбата на водоводот за манастирот Трескавец. Впрочем, тоа што градоначалникот Борче Јовчевски избега од прилепчани и наместо пред нив отчетот за своето едногодишно неработење го даде пред неговиот шеф Мицкоски и пред тесен круг на партиски војници, зборува за две работи: за неговата свесност, за личниот придонес во пустошењето на општината, како и за покажаното елементарно непочитување кон граѓаните на општина Прилеп. Прилепчани тоа нема да му го заборават. Ви благодарам.